почитувани гости, почитувани колеги, дами и господа. Колко едно общество се развива, систематски се софистицира и надградува во иста мера, таквите исчекори важат или се случуваат во областта на криминалот. Криминогеноста и незиното делување секогаш имаат интенција да се прилагодат, да фатат чекор со сите промени, а при тоа да ги детектираат сите порозни точки во системот, но и да ги злоупотребат неговите механизми и инструменти во различни сфери. Тргнувајќи се, разбира, од примарниот мотив на секој од тие облици на криминал, противправна имотна корист. А токму во таа точка, противправната имотна корист, или едноставно кажано незаконското богатење, стои феноменот на перењето на пари. Не само како криминал по својата суштина, туку и како последна етапа во остварувањето на криминалните мотиви богатењето, односно легализирање на незаконски стекнатото богатство. Згора на тоа, перењето пари во изминатите 5-6 декади стана еден од базични сегменти во финансирањето на терористички операции, инфраструктура, технолошка логистика и друго, под действија директно насочени кон уривања или подривања на уставните поредоци на земјите. И тука повторно морам да се навратам на тоа дека криминалот прилично инвентивно ја следи општествената еволуција, прилагодувајќи се на околностите, технологиите и така натаму. Имено перењето на пари, за разлика од другите облици на сериозен и организиран криминал, некако подлабоко инфилтрирајќи се во функционалните механизми на разни системски делови на општеството, законски, финансиски, економски, технолошки и друго, се обидува сите нив да ги следи и да ги канализира нивните инструментариуми во своја полза. Дори користејќи го трендот на глобализмот, кој што ги подигна на уште повисоко ниво меѓуопштествените интеракции и кохезија, особено во сферата на економијата. Финансиите и финансиското работење, перењето пари се камуфлираше во самиот, ајде да го означиме како процедурален или технолошки софтвер на тие механизми, наметнувајќи се како своевидна, не парцијална, туку системска и глобална закана. Системската и глобална закана пак бара системски и глобален одговор, што ќе рече, меѓу другото, повеќе стран фокус на институциите врз проблемот на перењето на пари. И секако не само будност, туку и постојана надградба на инструментите, нормите, стандардите на институционално и корпоративно функционирање со истовремена цел, благовремено детектирање и превенирање на можностите за перење на пари. Отаму и лично и како раководител на институцијата Министерство за внатрешни работи, која што има надлежности во сузбивањето на криминалот со перење пари. Повеќе од убеден сум во важноста и корисноста на ваквиот вид на средби, како оваа денешна меѓународна конференција. Особено заради тоа што на едно високо, стручно и експертско ниво ќе се обсервира тема од неспорно големо значење и за нашата држава, меѓутоа и за светот воопшто. А искуството, знаењето и предлозите што произлегуваат од таква експертиза ја чинат суштината на успешна и ефикасна борба против перењето на пари. Институциите задолжени за спроведување на законот треба и мора со достаточен интензитет да ја унапредуваат и прилагодуваат својата подготвеност за ефикасно спротивставување кон предизвиците што ги носи феноменот на перењето на пари. Особено во делот на квалитетно кадровско екипирање и нормативна поставеност и обсек. А логистиката во тие задачи мора да дое токму од стручната и експертската фела, како фундаментална концепцијска инфраструктура во справувањето со посочениот проблем. Поединечното делување тешко дека ќе даде посакувани резултати. Глобалните предизвици и ризици со кои што се соочуваме и ние како држава, меѓутоа и светот, бараат само заеднички пристап. Секоја заштита која што ќе ја правиме самостојна не представува заштита ниту за нас, ниту за било која друга држава. Почитувани, искрено се надевам дека денес, овде на оваа конференција, ќе се чујат исклучително квалитетни, свежи, креативни размислувања, сугестии, а зошто да не и предлози, кои што на еден или на друг начин ќе најдат своја практична применливост во напорите за успешно справување со криминалот на перењето на пари. На крајот сакам да му изразам благодарност на организаторот на овој настан, на поддржувачите и да посакам успешна и продуктивна дебата која ќе помогне во справувањето со овој феномен. Благодарам.